Сепак пазарот во 2020-та покажа два јасни факти. Првиот е дека можеше да биде и полошо, а вториот дека во оваа ситуација продажбата на електричните возила доживеа вистински бум. Тоа се должи на значителното зголемување на нивната понуда, проследено со напредокот на технологиите, кои сега купувачите ги сметаат за доволно доверливи за да платат за нив. Токму заради тоа, нивната продажба во Германија и Велика Британија се зголеми за околу 3 пати во однос на 2019-та. Најмногу пораст на контото забележа Volkswagen и Tesla, но ниту Renault, кој и досега беше силен, не заостанува многу. Лидер во електрификацијата и понатаму останува Норвешка, која и покрај помалиот број вкупно продадени електрични возила отколку Германија, предничи со нивното пазарно учество кое се искачи на дури 54%. Тоа на норвежаните им дава за право да веруваат дека ќе успеат во својата намера до 2025 година целосно да ги изфрлат возилата со конвенционални мотори од продажба. Интересно е што понатамо најпродаван е Audi пред Tesla и Volkswagen. Според аналитичарите и годинава што ја започнавме ќе помине лошо. Раните проценки велат дека ќе заврши со околу 15% помала продажба во однос на 2019-та. Колку пак ќе напредуваат електричните возила, никој не сака да прогнозира, но не би се изненадиле процентот на пораст на нивното пазарно учество повторно да биде троцифрен.